122 години од смртта на најголемиот македонски револуционер и национален херој Гоце Делчев. Неговата смрт нека служи за раѓање на нови јунаци кои ќе се борат за македонската слобода, порача поглаварот на МПЦ, господин Стефан, од вечното почивалиште на Делчев во црквата Свети Спас. Учителот Гоце го дал својот живот за како што семето кое што ќе биде фрлено на земјата умира за да роди многу плод, така и неговата смрт да послужи како семе за раѓање на нови јунаци за македонската слобода. Затоа, возлюбени, никогаш и никако да не дозволиме да ни изгледат сеќавањата за целите дела. Премиерот Христијан Мицкоски истакна дека 4 мај не потсетува на тоа колкав титан имал македонскиот народ, кој што имал не само локално, туку и многу пошироко значење. Неговата борба за Македонија, неговата хуманост, неговото дело се безвременски и така и ќе останат за генерациите кои што следат. Оваа генерација политичари во македонската влада има чест да го пренесе сеќавањето за неговото дело на оние генерации кои што следат, но истовремено и достојно да го чува и да го негува. Освен премиерот пред гробот на македонскиот револуционерен великан се поклони и председателката Гордана Силјановска-Давкова, министрите за внатрешни работи и образование Панче Тошковски и Весна Јаневска и други политички представници. Силјановска-Давкова порача дека Гоце Делчев беше и ќе биде дел од нас, од нашата историја, сегашност и иднина. Денот на смртта на најмаркантната и најсветлата фигура на македонското револуционерно национално дело, втемелувачот на македонскиот републиканизам, апостолот на ВМРО, учителот Гоце Делчев, не потсетува на жртвата која што нашите предци ја дале за македонскиот народ да живее во сопствена држава, за да може културно да се надпреварува со другите народи. Првиот човек на СДСМ, Венко Филипче, вели дека треба да ги имплементираме пораките на Делчев, како што е визијата за слободна и независна Македонија, посебно сега во време кога доминира технологијата. Ако Гоце Делчев кажал дека сме поделени како нација, ние тоа го сведочиме и денеска, после повеќе од 1 век. Ако Гоце Делчев кажал дека треба светот да се разбере како поле за културен надпревар на народите, треба да работиме во таа насока, а не младите да го сваќаат светот како поле за карта во еден правец. Во чест на Делчев денеска беше одржана панихида од Македонската православна црква и повеќе делегации положија свежо цвеќе.